Потпишан договорот на македонската влада со владата во Лондон. Пара вставија вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и Томас Гарет, министер за економија и трговија. Ова е историски ден за односите помеѓу двете држави, велат од македонската влада, покрај финансиската рамка која се става на располагање од 6 милиарди евра. Она што е особено значајно за Македонија е дека добиваме можност за користење британска експертиза. Денес подпишуваме договор меѓу двете влади, што го нарекуваме меѓувладин договор за развој на инфраструктурни проекти во клучни сектори како што се транспорт, образование, животна средина, информатичка технологија, како и други сектори кои што ќе ги развиваме, тука и здравството, но и образованието, и ќе продолжиме да соработуваме во предстојниот период. Навистина сме благодарни што Обединетото кралство со својот инструмент за поддршка за надворешно финансирање постави рамка од 5 милиарди фунти, што е најголемиот договор што Македонија го потпишала во својата историја во однос на економијата, и навистина сме благодарни за тоа. И ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Во првиот циклус се очекува да бидат искористени околу 2,2 милиарди евра, односно 30 на проекти. Едниот е брзата пруга на коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, вториот е изградба и реконструкција на болници во Кичево, Тетово и Штип, и третиот е изградба на медицински факултет заедно со студентски дом во Штип. Македонија и Велика Британија имаат силни билатерални односи во рамки на сојузништвото во НАТО, порача министерот Гарет. Овој договор представува значаен чекор во економската соработка помеѓу двете држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Меѓувладиниот договор ќе поддржи испорака на клучни проекти, прво фокусирање со фокус на модерни здравствени установи и пристап до здравствени услуги. Секако тука е и новата железница, со што ќе се намали времето на патување и за луѓето и за стоките. Инфраструктурните инвестиции знаеме дека се клучни за да се поттикне економскиот раст и да се подобри животот на граѓаните. Знам дека тоа е наша заедничка цел. Според досега познатите информации, ќе станува збор за проектно финансирање. Македонија може и не мора да ги искористи сите 6 милиарди кои ги добива на располагање со овој договор. Според најавите од вице-премиерот Николовски претходно, условите за начинот на финансирање ќе се прецизираат откако договорот ќе добие зелено светло од народните избраници во собранието во Македонија и ќе биде усвоен во британската влада. Договорот влада со влада е резултат на постигнатата спогодба за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Обединетото кралство.